Промените кои се случуваат во општина Ѓорче Петров ги правиме заедно, јас и вие, граѓаните на општината Ѓорче Петров. Оваа година за прв пат направивме отворени денови на општината Ѓорче Петров, денови во кои што вие можете да дадете идеи кои што се во насока на подобрување на условите во местата во кои што живеете. Дополнително, за прв пат спроведовме и јавна анкета каде што сите луѓе имаа можност преку дигитална форма да ни се обратат и да ги кажат кои се потребите во местата каде што живеат. Ало, да? Здраво живо Ивица, како си ми градоначалникот на Ѓорче Александар Стојковски на телефон? Здраво живо градоначалник, добре, работно. Супер, одлично, и ние работно. Сакам да ти се заблагодарам за предлогот што ми го дадовте за реконструкција на дел од улицата Христо Батанџиев, тоа е кај вашите згради. Таму се вкупно мислам дека околу 4 згради, така? Па 4-5 згради се и околу 5-6 на куќи. Така. Знам дека тоа беше и барање на урбаната заедница Мирче Ацев, но еве гледам дека и вие сте го предложили истото, значи дека е вистинска потребата од тоа. Верувајте дека е вистинска потребата, веќе повеќе од 10 на 15 години го имаме тој проблем. Така. Значи улицата е катастрофална. Па видите, конечно најдовме средства и собравме среди да со овој буџет се заврши овој ваш голем проблем, кој што е ви самите кажувате дека е децениски, и сакам уште еднашка да ви се заблагодарам и да ве поздравам, поздравете ги соседите. Одлично, ви благодарам и на вас. Ви благодарам многу Ивица. Поздрав, секој добро. Ќе пренесам на граѓаните. Живи и здрави, секој добро. Поздрав. Поздрав. Покрај овој проект, во оваа година предвидовме реализација и на многу други капитални проекти. Општина Ѓорче Петров ќе добие реконструирани нови над 20 улици, а за што издвоивме во нашиот буџет над 20 милиони денари. Согласно барањата кои што ги доставивте до нас во вашата анкета во припремата на буџетот, се насочуваме кон реконструирање и модернизирање на детските игралишта. Ги реконструираме и модернизираме детските игралишта во Хромна Полјана, на улица Шицка, а ќе изградиме и ново детско игралиште во основното училиште Мирче Ацев. Ќе изработиме проектна документација за 2 нови детски градинки на територија на општината Ѓорче Петров, а ќе отпочнеме и со реализација на нова прочистителна станица во селото Одмор. Ќе работиме со силна посветеност за да ги решиме долгогодишните проблеми на граѓаните. Продолжуваме неуморно да работиме и да решаваме децениски проблеми, заедно и одговорно, за промени кои се случуваат. Александар затекна општина со многу долгови и нерешени проблеми, но можеме да бидеме задоволни затоа што општина Ѓорче Петров во првата година инвестираше 50 милиони денари за развој. Свесен сум дека мора уште повеќе и уште подобро. Затоа оваа година ќе се инвестираат нови 140 милиони денари за капитални инвестиции. Општина Ѓорче Петров ќе добие нов и прв регионален центар за рехабилитација на деца кои се избориле со карцином. Навистина важен проект, но и ќе се реализираат многу други нови проекти. Работата е тоа што ја одликува ВМРО ДПМН. Честно и одговорно да покажеме дека има надеж и дека и во општините поведуваме така што решаваме проблеми за заедничка иднина, за развиени општини, промените на дело.